Нов закон за помилување е неопходен, а освен укинувањето на аболицијата кој го предвидуваат измените на законското решение, е јасно да се предвиди одговорноста на институциите која носат одлуката свет експертската јавност на научно-стручната расправа за предлог законот. Законот за помилување што сега го имаме не личи на закон, особено ако го читаме, а мора да го читаме, низ призма на она што го стори Уставниот суд, укинувајќи многу одредби и сега дури има еден тотално нелогичен след. Според правниците, не само што аболицијата треба да се укине, туку и измените на законот за помилување да не се носат одвоено од кривичниот законник. Треба да се укине аболицијата од причини што на помилувањето не треба да гледаме како еден инструмент за политичка моќ, туку тоа е еден коректив на правдата. И натаму нема точно дезигниран орган кој што ја носи одговорноста за севкупноста и соодветната анализа на податоците. Клучната измена во законот за помилување кој веќе е достапен на ЕНР е укинувањето на аболицијата, што значи дека претседателот на државата ќе може да даде помилување само на правосилно осудени лица, но не и во делот на кривичното гонење. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.